Првата детска амбасада во овие денови на карантин, инспирирана од, се разбира, децата, но и како помош за родителите, дополнително да ги поттикне на креативност, создава една група заедно дома на социјалната мрежа Facebook и група во која што веќе има речиси 2000 членови, но еден и од нив навистина многу активен е Борис Каевски, кој што е нашиот соговорник денеска. Добро утро, Борис. Добро утро. Борис, со оглед на тоа дека пред се си родител на момче и на девојче, на две дечиња, Максим и како беше малата? Ника. И Ника, да. И воедно си и маж родител, сопруг, без разлика што си работно активен, сепак ти си оној кој што е активен во групата како родител. Еве пред се, да почнеме од тоа, ајде да го разбиеме стереотипот дека мажите не треба да бидат членови во групите, дека само мајките треба да бидат членови и дека сепак вие заедно тројцата со Ника и со Максим правите нешто инспирирано од заедно дома, правите нешто дома во карантин. Да, само малку некој исправки, јас сум исто така и надворечен член на оваа идеја на Меѓеши, на првата детска амбасада, значи сум на некој начин дел од тимот, иако не сум и официјален член на самата организација. За жал, или не, мислам дека сепак за жал постојат некои стереотипи, меѓутоа мислам дека да кажам има голем број на родители, машки родители кои што секако се многу вклучени околу своите деца, не само што ги правиме вака на овој начин да ги исполнуваме времето на нашите деца, туку воопшто и помагаме со други работи по дома, секако и готвиме, што дури самиот Facebook не дозволува и не мотивира да го правиме тоа, бидејќи секако, нели, не само што се мотивираш помеѓу себе кога гледаш другиот дека го прави тоа, секако на некој начин се пофалил на Facebook, или на некоја друга социјална мрежа, туку и му даваш идеја на другиот. Тоа всушност е идејата на самата платформа на првата детска амбасада, да во овој период кога сме сите затворени дома, се овозможиме едни на други место каде ќе се изразиме, каде што ќе размениме идеи, креативни идеи пред се, како поминуваме нашето време со своите деца, како на кој начин им помагаме да развиваат својата креативност. Многу од тие креации не се само креации кои што немаат никаква цел, туку многу од нив секако имат и научна позадина, например. Има многу креации кои што се засниваат на физика, има многу креации кои што се засниваат на фина психомоторика на децата и слично. Секако и физичката активност е тука застапена. И ние секако ги канеме што повеќе тоа го прават, што повеќе да споделуваат своите креации со нас, но во истите да нема нешто што би асоцирало на наследство, бидејќи тоа би се косило со мисијата на првата детска амбасада Меѓеши, на кои што целта им е да ги заштитат најмладите и децата од било какво наследство, од било што може да им попречи во здравиот развој. Во кратко. Она што еве можеме од фотографиите да го погледнеме, додека зборуваш дека навистина пред се се едукативни проектите, да речам, што ги правите дома со децата. Ме фасцинира тоа што не во сите проекти се користат некои посебни материјали кои што и сега навистина и сме спречени да ги набавиме, туку може и од да ги искористиме дома од некои остатоци кои што нели ги имаме од секојдневните обврски некои кои што во домот ги правиме. Се разбира колку членови има сега. Има околу 2000 членови во кои што не само мајки, туку има и татковци, така. Ја постигнувате ли целта во поглед на тоа да се инспирирате едни со други? Не секогаш во оние групи кои што се прават поврзани со мајки, со жени, не секогаш докрај па и се инспирираат, некогаш знаат и да влезат во некои непотребни дискусии. На крајот, нели, ќе кажеме, секој родител најдоброто си го знае за своето дете.
но за своето дете, некогаш и малку сме поексплицитни во изразување на емоциите од ако сакаме да советуваме некој. Каква е досега атмосферата, можам така да кажам, во оваа група Заедно дома? Имам само пофални зборови за сите родители во групата, затоа што, иако групата веќе брои 2227 члена, сепак атмосферата е фантастична, ќе кажам, бидејќи секојдневно се споделуваат постови, не се развиваат непотребни дискусии вон темата, затоа што prvenstvено групата за креација за деца, нема тука политика и слично. Родителите доколку имаат прашање за, например, некои родители прават и некој вид на пластилино тесто, па родителите си споделуваат рецепти за тој начин како да се го направат и тие истото тесто дома, кој што може да го моделираат понатаму како пластилин и да им трае со денови. Ја не можам на ништо да се пожалам. Јас сум и супер задоволен од самиот интерес, меѓутоа не само ќе напоменам дека не е само ова идејата на Мегеши, не е само ова место каде што не се само помалите деца и родители целна група на оваа платформа Заедно дома, истата постои на Инстаграм, исто така со профилот Заедно дома, каде што целна група се тинеџерите веќе, од 13 години нагоре, на кои што секако овие креации не им се веројатно толку интересни, бидејќи се веќе тие тинеџерски години, и не се пронаѓаат тука со помеѓу креациите кои што ги изготвуваат помалите. За нив е отворен Инстаграм профилот, каде што би можеле доколку сакаат да покажат и да мотивираат други со активностите кои што ги прават самите додека се во изолација за време на полицискиот час и така натаму. Добре, тоа е дефинитивно предизвик. Тоа ме праша за креациите, да, многу родители, значи имаме хаштаг реупотреби, тоест ние не можеме да рециклираме, не сме компанија за рециклирање, меѓутоа она што ги имаме дома, што веќе сме го потрошиле, можеме да го потребиме. Еве едно од делата кој што направивме со Максим, подморница, направена од трутка од брисачи, капаче од ерфрешнер, перископ од сламка, друго авионче направено трутка од тоалетна хартија со шпатули од доктор. Така. Ова се некои други постери, авион, исто така или ракета. Се тоа го изготвивме. Не е се дел од овие се направени сега периодов, меѓутоа некои се други постери порано. Навистина многу добро, многу инспиративно, а и сакав да кажам додека зборуваше дека дефинитивно е предизвик вниманието на тинејџерите да се задржи, како целна група на Инстаграм профилот кој што го имате Заедно дома. Се надам дека навистина и таму малку повеќе родителите ќе ги вклучите од она алка родител дете, како од најмлади години, најмали од кога ќе се родате, најважна и најсуштинска, да не се изгуби во текот на развојот. Согласно, нели, растењето и потребите поинаку и нормално се што си носат годините. Добро, кажете ми како, која ви е цел? Сакате да продолжите и понатаму, Борис, и кога ќе заврши карантинот, во што би прераснало ова? Која не само Мегеши или како амбасада, детска амбасада се ангажирани, туку и ти како надворешен соработник, родител, други родители, значи сепак има заинтересираност ова да постои и како проект кој што веќе има повеќе од 2000 членови, па мислам заслужува понатаму да прерасне во нешто друго. Јас колку што сум запознаен, колку што идејата на самиот проект е секако групата ќе си постои и после завршувањето на целава, ќе наречам, кризна ситуација, меѓутоа бидејќи ова не е надпревар, туку е како е наречена платформа за споделување, креативите секак на крај од ситуацијава, мислам дека дел од нив ќе бидат изложени и на официјалната веб страница на првата детска амбасада во светот, Мегеши. Тоа е за сега. Меѓутоа, во иднина, бидејќи оваа идеја расте и мотивира, кои ќе бидат идните чекори на првата детска амбасада, за сега не можам да кажам, меѓутоа верувам дека и понатаму ќе остане како прозорец за комуникација помеѓу родителите, се со една цел здрав развој на нашите деца.
така е, убава, здрава ни е целта, се разбира, и треба да целиме кон истата. Посакувам пред се среќен празник, да си го поминете убаво во домашна атмосфера и да ја поздравиш сопругата, Весна Ѓурковска Каевска, таа ни е многу позната и редовен наш соработник, надворешен. Вкусни приказни, верувам дека и нешто од нив и се користи. Еве како ти како татко да ги направиш па да ги покажеш и во другата група заедно дома. Поздрав и до дечињата и уште покреативни проекти очекуваме да видиме во заедно дома. Се надевам. Посакуваме на вас убави празници и благодарам на поканата за учество во вашата емисија. Благодарам, Борис, го испраќаме